Почитувани, добра вечер, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија 24 во продолженото, специјалното, вонредно известување за состојбата со пандемијата на COVID-19 или со коронавирусот. Вечерва, како што веќе најавивме, ќе разговараме со повеќе гости, ќе одиме по ред, а она што е интересно дека вечерва ќе имаме еден од луѓето кои дошле во контакт со вирусот, кои се заразени од коронавирусот, кои се позитивни на него, но немаат симптоми на болеста. Имено од кога почна оваа пандемија и во светот и кај нас, гледаме секојдневно лекари, експерти, епидемиолози, инфектолози, ги гледаме министрите, ја слушаме опозицијата, но најмалку ги слушаме и ги гледаме луѓето кои дошле во контакт со вирусот. Тоа до некаде е и разбирливо, бидејќи на некој начин околу овие луѓе општеството создава некаква стигма која е сосема непотребна, се работи за болест која има лесна клиничка слика, која поминува најчесто без никакви симптоми, која е заразна, но заразен е и грипот или вирусот на инфлуенца, па тие луѓе не ги третираме така, прилично чудно, луѓето брзо создаваат предрасуди и стравови. Затоа вечерва ќе разговараме со еден наш граѓанин од Велес, тоа е Далибор Трајковски, кој вработен во здравствениот дом во Велес, во Центар за јавно здравје во Велес. Далибор, дали се гледаме и се слушаме? Јас ве слушам, не ве гледам. Добро, да, ќе не видите. Кажете ми вака, вие гледам дека сте пред самиот почеток на разговорот, вие сте веќе во изолација, бидејќи сте позитивен на корона. Каде сте, дома ли сте, на друго место, сам во домот? Како изгледа тоа? Во моментов не сум дома, сум 25 км од мојот дом, во селото мој, Извор. Во изолација сум веќе 5-6 ден со моите родители кои се доле на долниот спрат. И се што ми е потребно ми подават така. А кажете ми, вашите родители, тие се позитивни на корона или не? Не, пошто се уште нема резултати за не. Чекаме да испамат резултатите. Немав некаков близок контакт. По моја предпоставка дека се тоа од 15.4. На 15.4. Тие заминаа пред мене во село. Кога тасав тука на 16, исто така немав некој контакт со нив. Постојано си користев и нараквици и близо контакт никаков. И дома кога бев, пошто сум како критична категорија, дека работам во Центар за јавно здравје, одвоено јадев од нив, по баш качиње и садовите посебно се миеа. Ручекот единствено го миневме заедно, после тоа остатокот на денот во друга соба сам си се. Трајковски, кажете ми како почна вашето искуство со короната? Кога се тестиравте, зошто се тестиравте таму сите вработени задолжително или имаше случај на корона, па за тоа се тестиравте? Колку време чекавте на резултати? Па за резултатите чекавме 2 дена, пошто позитивните резултати испаѓаат порано од негативните, тие се третираат така, колку што знам ја. Причината што се тестирав беше како една контрола, пошто јас сум малце по ризична категорија, девојчето ми работи во центарот и она е во директен контакт со пациенти, им зема брисеви, но максимално обезбедена и заштитена. Некој не се гледавме едно 10 дена, значи комуникацијата не беше преку телефон. Денот кога се видовме беше 15 првиот пат, кога доби резултатот дека е негативна и после тоа случајно обаравме ние вработените како еден контролен бриз да ни се земе и резултатот ден стаса на 18 и брисот ми е земен на 16. Кажете ми, она што
верувам дека ги интересира луѓето, бидејќи разбирливо е дека поради оваа зараза владее еден страв, да не речам паника кај дел од населението. Како вие го поминавте тој процес? Значи, со оглед на тоа дека и самиот кажавте, работите во институција која за некој начин се смета дека е подложна, да не кажам критична на оваа зараза, како вие се чувствувате во целиот тој процес кога се тестиравте, кога ги чекавте резултатите, кога дознавте дека сте позитивен, како поминавте вие низ тоа? Кои добив резултатите, ги дочекав со од петка до петка, пошто шеските ми се расипани. И околу мене присутните не веруваат дека сум позитивен, исто и мене им се веруваше. Два пати добив повик дека сум позитивен и подоц на мојата девојка и си дека е потврдено и се изолирав уште веднаш. Претходно кога стасав на 16 тука во селото, бев испаднат два пати низ селото, се прошетов до наполна вода и такви работи. И не знаев дека сум позитивен. Во моментот кога ги добив резултатите, веднаш се изолирав, се тргнав на страна, тога куќата ни е на 2 спрата, се качев на 2 спрат. Постојано со мене и во колата си имав средство за дезинфекција за раце, на раквици. Кога испајав од работа, кога напуштав работното место, кога одев по другите институции, дали е Центар за социјална работа, дали не знам, АВРМ или било каде, испајав со маска и со нараквици. Кога ќе се вратев од местото кај што сум бил внатре во центарот, пред да влезам, ги вадев нараквиците и маската ја отстранував, се миев и во канцеларијата кај што сум, имавме и средство за дезинфекција, се дезинфицирав. Кога ќе дојдеше кај наш некој друг во мојата канцеларија, без разлика за која потреба од вработените, носеа маски или пак и јас си ставав постојано до мене имам маска и си ја користев и од тој дел. Но имавте ли, Трековски, имавте ли страв, имавте ли неизвестност, бидејќи цело време слушаме колку е опасна болеста за тоа? Дали имавте таква анксиозност некоја поради состојбата? Или го чекавте тоа со таква некаква леснотија? Ја поинаку гледам на стравот, пошто така сум израснал. Моите родители не плашали бубата, јас сум ја барал бубата и во за мене илузија и дополнителна причина што не се плашаме е што немам никакви симптоми. Може доколку имам нешто или па доколку сум некоја ризична категорија, како што се издвоени тие, можеби тогаш би имал некој минимален страв. Иначе во моментов немам никаков страв. Дали вие се плашам за моите родители, но од моја страна беа почитувани мерките, значи и на дистанца сум разговарал, контакт минимален има. Да, отприлика тоа е и оно што го велат надлежните за условно кажано помладите луѓе дека треба да внимаваат, повеќе се однесува за оние ризични групи, за лицата кои имаат над одреден број на години. Она што вие немате симптоми, немате никакви симптоми, колку што можам да разберам и да видам од вас, значи ништо немате, ни блага кашлица, ни некакво грепкање во грлото, ни ништо. Кажете ми, дали бидејќи искуството секогаш е субјективно кај луѓето, секогаш ние го доживуваме, секој човек се инаку доживува посебно, нели? Па претпоставам така и вие. Дали ви е малку чудно кога цело време слушате за оваа болест, колку е опасна, што се предизвикува, а вие едноставно немате ништо? Дали малце ви е дури надреално тоа чувство? Значи, ја поеднакво гледам на работите. Значи, најбитна е информацијата од кого иде и како е, значи не треба толку премногу да се оптеретуваме или како виката. Значи да се најде изворот од каде што е нешто релевантно, што ги кажа, дали ќе биде професор, епидемиолог. Ја можам да ви кажам искуство, а како гледам на работите, тоа е сопствено моје убедување. Значи ќе да си бараат некој извор што е релевантен, што е докажан
што него човек што го пренесе и што има авторитет. Да, добро. Кажете ми, вие немате симптоми, се надеваме и посакуваме така и да остане. Ви кажали нешто лекарите, што доколку добиете некакви симптоми, кого да контактирате, што да правите? Па да, ме повара, мојот матичен лекар ме повара, бев во контакт со докторите епидемиолози кај нас во центарот и доколку ми беше укажано, доколку има некоја да сетам некој симптом, без разлика да звонам и да постапам на начин што ќе се пријавам, од тука да се изолирам, у смисла да ме пратат на инфективно во Велес или не знам каде, како оди процедурата. Тоа е на ми стојат на располагање. Значи, информиран сум, дадени ми се насоки, ги почитувам истите. Тоа е. Да, како што кажавме, се надеваме така и да остане. Знаеме дека неколку ваши колеги од Центарот за јавно здравје се заразени. Имате ли информации, имали од нив некој со симптоми кој ја има болеста COVID-19, кој можеби е на инфективна клиника? Се слушнав само со едната колешка пред кратко време, исто и она нема симптоми, а со другата колешка се немам слушната. Не знам како е она. Да, ова е навистина интересно. Имаше и доктор Аголи од Дебар, кој уште еден од луѓето кои беа заразени, кој исто вака зборуваше, кој исто така немаше никакви симптоми. Тоа ние не знаеме, се претпоставува дека бројот на тие асимптоматски граѓани е огромен, се шпекулира со разни бројки на светско ниво. Кажете ми, Трајковски, каква е инаку состојбата во Велес, бидејќи имаме секојдневен апдейт и од нашиот колега Владимир Тевчев, кој одлично известува за состојбата во тој град. Каква е состојбата во градот, бидејќи знаеме дека помалите места генерално се почувствителни на овие информации, се пренесува побрзо, повеќе се знаат луѓето помеѓу себе од големите градови, па така влада ли некоја врста на страв во Велес околу ова или граѓаните добро се справуваат? Па до период кога не се качи доека не испадна со маркетот, мислам, или не знам, така беше бројката, бидејќи исто како и мене, помеѓу вработените внатре немало никакви симптоми, немале симптоми, не знаеле дека го носат со себе. Од тој момент малце мислам поинаку се гледа на работите, иначе дека беше до оној број до 10 заболени, не беа толку уплашени, дури еден период се почитуваат, ја како што гледам мерки, не може би во целост, ама не се до... Мислам дека не постои толку страх. Ама може би после оваа недела или оваа недела и другата што следи, ќе има некој поголем страх и мене ми беше паца. Јас имам дури продолжен одмор си земав после празникот. Сакав да започнам од 26 или 4 така некако на работа, бидејќи очекувам дека би имало повеќе заразени сега поради малце тоа што испадна работата од контрола во смисла на луѓе што не знаат дека го имаат со себе, го пренеле или во таа смисла. Ама сепак моје мислење дека добро се справуваме, дека не е толку страшно и исто така мислам дека и моја претпоставка беше кога сум разговарал со пријатели, со другари, дека и поводив во смисла на бројноста во Девар, што исполно, значи само ни треба само контрола, свеста на голем ниво, народ ме период да си се изолираат. Предпоставив дека ќе има 50 заболени, мислам и дека и толку се сега во моментот, значи да се оди со тоа што е докажано и ефикасно, значи да се почитуваат тие мерки. Тоа е, не гледам некоја поопасност, да се чуваат тие што се малце покритична маса, што со посебни мерки што се определени. И исто така гледам вчера, мислам дека испадна во Службен вестник, или како од влада беше, значи секој што ќе има
симптоми да се изолира веднаш, што е добро тоа, бидејќи доколку чекаме резултат до тој момент, дека тој резултатот може би намерно, ненамерно некој да зарази. Да, и уште последно прашање за вас. Кажете ми, гледаме дека не излегуваат многу пациенти со COVID-19 јавно да зборуваат, бидејќи има некаква чудна стигматизација околу овие пациенти, што е прилично банално би кажале. Се работи за еден вирус кој е уште еден од не знам колку десетиците вируси кои секојдневно, секоја сезона циркулираат меѓу населението, како што кажав, како што е вирусот на грипот, да речеме, од прилика. Зошто мислите вие дека веднаш така народот кај нас, граѓаните реагираат? Зошто веднаш некој страв, некакви предрасуди се создаваат? Има страв од непознато, значи се плашиме од нешто што не го гледаме, што не е жива сила. И мислам дека не е потребно, односно стигматизацијата, а секој може да му се случи, сите сме живи, без разлика. И не треба да го сваќаат тоа и да го гледат. Напротив, според мене е добро да, па како некој би споделил искуство, зашто поинаку би гледале, да им се смени призмата, да им се смени светогледот во овој дел, што се работи за короната. Значи, моето гледање е така дека без разлика како ќе ве гледаат другите, вие битно дека ќе оздравете и знаете дека ќе оздравете. И да си го добиете. Да. Добро, Трајковски, ви благодарам за ова вклучување во програмата на Телевизија 24 и се разбира ви посекуваме побрз неоздравување, бидејќи сте здрав и фала му на Бога за тоа, туку побрз негативен резултат. Точно, фала многу. Посакуваме вас. Добро, чувајте сите, не се плашете. Секи помне. Да, ви благодарам, Далибор. Ова беше Далибор Трајковски, пациент кој е позитивен на, тоест граѓанин кој е позитивен на корона од Велес. Често ги избунуваме овие термини граѓанин, пациент, бидејќи се работи за болест, но не се сите болни кои имаат корона, тоа исто така треба да се објасни. Денеска министерот за здравство Венко Филипче представи нов сет на мерки кои комисијата ќе ги предложи на владата. Од прилика се работи за намалување на време траењето на полицискиот час и во работни денови и за време на викенд, но исто така се бара изголемување на носење на заштитна опрема од страна на граѓаните за во следниот период на ист начин како и досега да се штитиме од болеста. Да видиме во неколку минути што денеска порача министерот Филипче, па потоа продолжуваме со емисијата. Сите одлуки кои на препорака на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести ги донесе владата, сите ограничувања, рестриктивни мерки дадоа добри резултати и сакам да изразам навистина голема благодарност до граѓаните кои што ги почитуваа овие мерки и ја сватија важноста на истите, дека само на овој начин може и очигледно се постигнуваат резултати. Препораките на стручните лица и комисијата се дека мерките мора да останат на сила, се додека не сме целосно сигурни дека состојбата е под контрола и дека сме го поминале пикот на болеста. Сепак најновите анализи и проекции покажуваат дека се создадени услови за благо релаксирање на рестрикциите, за движење, но на сметка на подигање на мерките на лична заштита. И согласно овие анализи, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести доставиаат до владата предлог измени во мерките за ограничување на движењето и воведување на нови мерки за лична заштита на населението. Оваа комбинација на мерки ќе дозволи да порастеретено луѓето се движат, граѓаните истовремено зголемувајќи таа потреба за лична заштитна опрема на секој граѓанин додека се движи. Согласно тоа, предлогот е да се направат следните измени. Полицискиот час да започнува секој работен ден во 19 часот, наместо во 16, како што тоа беше досега. Со ова ќе се добијат дополнителни часови граѓаните да може да ги завршат врските, да набават
намирници од продавниците, маркетите. За возрастните граѓани да продолжи времето на движење наместо од 10 до 12 часот, сега од 8 наутро до 12 часот на пладне. Понатаму продолжување на период во кој што се движат и младите до 18 години, исто така да се продолжи и сега да биде од 13 до 16 часот. Предлог е полицискиот час за време на викендот да остане, но со скратено време и сега да почне во сабота во 13 часот и да заврши во понеделник во 5 часот наутро. Останува забраната за групирање на граѓани и сите други мерки кои се на сила во однос на физичката дистанца, користењето на јавните површини, парковите. Паралелно со ова релаксирање на мерките воведуваме нови задолжителни мерки на лична заштита и како што веќе најавивме, граѓаните ќе треба да носат лична заштитна опрема на лицето при движење во затворени објекти и на отворено во ситуација кога нема да бидат во можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Односно, попрецизно, заштитна опрема треба да се носи при движење во сите јавни места од затворен тип, како маркети, продавници, банки, пошти, чекалници, здравствени установи, сите затворени објекти во кои што има повеќе лица. Во однос на отворените површини, заштитна опрема мора задолжително да се носи на места каде што нема простор за дистанца од 2 метри. Задолжително носење на заштитна опрема важи, например, за пазарите. Како најдобар пример, кој е тоа место од отворен тип, каде што ќе мора да се носи таква заштитна опрема на лицето. Исклучок за носење на заштитна опрема на отворено се прави само ако лицето носи заштитна опрема на работа која е пропишена со работното место, како погребни во фабрики и производство, например. Понатаму престојува во двор на стамбена семејна куќа, вози велосипед или спортува на отворено, но ја држи потребната дистанца од 2 метри и не го прави тоа во група согласно постоечките рестрикции. При возење во патничко моторно возило со лица со кои што лицето живее во заедница или домаќинство, или при движење на јавни места и површини од отворен тип и целосно го одржува дозволеното минимално растојание од најмалку 2 метри од другото лице кое што е во непосредна близина. Ова е исклучително важно, граѓаните да разберат дека мора да се почитува, дека физичката дистанца од 2 метри е задолжителна и на отворено и секогаш кога ќе се најдеме во ситуација да има поголема број од луѓе кога не можеме од кој не можеме да се оддалечиме, тогаш да се користи таа заштитна опрема. Компаниите во сите своји објекти, управни згради, подружници, експозитури ќе бидат задолжени да обезбедат носење заштитна опрема на лице за сите своји вработени и да забранат влез на лица, односно посетители, доколку истите немаат заштитна опрема за лице. И во однос на заштитната опрема и што представува таа, мислам дека е битно да се знае следното, што исто така беше предмет на дискусија и предлог, дека се подразбира било каква форма која што ќе го покрива пределот на носот и устата, како маска за еднократна или повеќекратна употреба или марама или шал и слично што може да практично ја прикрие устата и носот во насока на спречување на пат на флигеовите капки. Благодарам. Да, се враќаме во студиото. Тоа беа новите препораки од министрот за здравство Венко Филипче, кои, да подсетам, се уште настапуваат на сила. Тие ќе бидат предложени на следната седница на владата, каде што ќе се видиме дали ќе бидат усвоени. А ние ја продолжуваме емисијата со доктор Владимир Микиќ од Институтот за јавно здравје, епидемиолог, кој периодов често го гледавме во јавноста, кој ги објаснува мерките и ги објаснува состојбата. Доктор Микиќ, дали се слушаме? Да, добро вечер, ве слушам добро. Да, добро дојдовте во отвореното студио на телевизија 24. Кажете ми во однос на новите мерки,
Предпоставувам дека се оди на еден интересен сет на мерки каде што рестрикцијата на движењето на граѓаните се намалува, значи се зголемува слободата на движење, но во исто време се носат нови мерки во насока на заштитната опрема. Дали овие мерки, дали мислите дека со овакви мерки ќе го одржиме сега рамномерниот раст на ново заболени или не знам, можеби вие ќе кажете и веќе некој пат имаме на ново заразени? Да, точно, значи сега се неколку пати најавувавме дека нужно е да дојде до намалување на рестриктивните мерки. Пред се тие се донесоа во одреден временски период, повторно ќе повторам со цел да се намали притисокот на здравствениот систем, ако сите случаи се јавеа во многу краток временски период. Секако нормално дека ваков тип на рестрикции не може да траат вечно од повеќе причини, нели? Доаѓаме во ситуација каде што гледаме дека се намалува бројот на ново регистрирани случаи, меѓутоа тука би бил внимателен, бидејќи се уште е рано да се каже дали навистина е ова вистински пат или можеме да очекуваме повторно малце зголемување на случаите, меѓутоа секако мислам дека оној врв на случаи веќе е достигнат. Во однос на вашето прашање што ќе се случи после доколку се намалат рестрикциите во движењето, меѓутоа се воведуваат нови мерки во однос на применување на лична заштитна опрема. Па да, секако, значи, неколку пати јас најавував и се случи дека пуштањето на рестриктивните мерки не може да биде одненадеж, значи не може да биде како ништо да не било претходно, мора тоа да се одвива во фази да биде постепено. Носењето на заштитна опрема е една од тие чикори или една од тие фази каде што луѓето ќе се движат послободно, ќе се намали време траењето на политичкиот час, ќе се тргнат евентуално и забраните за викендите, меѓутоа ќе мора да се избегне оној ризичен контакт каде што луѓето би биле блиску во група едни на други без заштитна опрема. Значи се уште она социјална дистанца што викаме или одржување на некој растење од 2 метра меѓу луѓето е неопходно. Во сите оние случаи тоа растење не може да се одржи, тогаш, како што најави министерот, е потребно да се носи маска, пред се затоа што има голем број на асимптоматски случаи, случаи кои што може да го пренесат вирусот без при тоа да имат било каков симптом или многу лесно изразени симптоми. Мислите ли, кога сме веќе кај мерките, доктор Микич, дека многу експерти па и земји во светот го пременуваат тоа носење на заштитна маска од едноставна причина, како што вие многу пати досега објаснувавте, дека маската нема да ве заштити вас, освен некои посебни специјални маски да се заразите од вирусот, но во најголем случај ќе го спречи ширењето на оние кои ја имаат болеста. Зошто мислите дека, дали мислите дека ние требаше порано да направиме една таква мерка која се чини дека можеби е најефективна и најефтина мерка, да речеме, за спречување на ширење на вирусот? Едноставно, значи сите да носат маски надвор. Вака, јас неколку пати го имам спомената, не сум априори сите од што се надвор да носат маски во било која прилика. Значи, носењето маски надвор треба да се сочува за оние прилики кога имаме поголема група на луѓе на помало растење. Пред се затоа што пак ги спомнам токму оние асимптоматски носители на вирусот кои што не покажуваат клиничка слика, а може да го пренесат на други. И кога ги имаме тие блиски контакти, може да се случи пренесувањето на вирусот понатаму. Така што тоа се оние ситуации каде што треба да се носи маска, нели, спортски надпревари, кога имаме голема, да речеме, популација, веројатно тоа ќе биде нека од следните мерки кои што ќе се размислува. Значи, а доколку спортувате сам, доколку сте сам во природа, значи носењето на маски не е нужно. И ова е еден преоден период, нели, се додека не се најде то трајно решение, односно дека не се најде вакцина или додека не се стекне на крајот на криштата колективен имунитет доволно за ова заболување веќе и да не се пренесува во заедница. Од тој аспект, значи, носењето на маски се носи во фази и самото тоа што беа донесени доста рестриктивни мерки за социјална дистанца, значи, полицискиот час немаше можеби потреба да се воведе ваква мерка да се носи постојано маски на отворено пред. Во затворени простори секако кога се посетува доктор или во супермаркети, во јавен сообраќај, да, носењето на маски е апсолутно индицирано.
Да, доктор Микиć, сега од другата страна на приказната, нели, од страна на критичарите кои, но не само критичарите, туку да речеме познавачите, експертите на светско ниво, кои ги гледаме, ги читаме во однос на сите мерки кои се прават околу пандемијата на корона во целиот свет, гледаме дека различни земји имаат различни мерки, значи сме ги спомнувале безброј пати тие земји, да речеме Шведска или Латвија, кои имаат само препораки, па до земји кои имаат кои се целосно затворени, како Италија, Шпанија или Франција. Различни мерки, но тие велат оние кои ја следат, кои ги прават математиките, велат дека болеста од прилика слично се шири, дали имате вакви рестриктивни мерки или не, со тоа што, да посочам, сите некако ја издвојуваат Италија како посебен случај поради низа други фактори, и тие сега велат, и исто така, верувам дека и вие ги слушнавте, оние епидемиолози, кои велат дека без разлика на се, болеста, пандемијата и овој вирус веројатно ќе се однесува како и другите вируси, ќе трае еден одреден период, 90 или 100 дена да речеме, и потоа едноставно ќе исчезне. Што велите вие за овие теории? Па, не сум 100% убеден дека тоа е баш така, дека без разлика на тоа што ќе правиме, епидемијата ќе трае 100 дена, односно, нели, тоа е нека арбитарна бројка. Во секој случај има голема разлика во однос на тоа како ќе изгледа таа така наречена епидемиска крива. И колку вие ќе ја развлечете таа епидемиска крива. Тоа нели често се спомнува сега во јавноста, тоа значи колку ќе ви биде бројот на случаи на ден, наједноставно тоа да го кажеме. Така што доколку не примените никакви мерки, болеста ќе има сосема природен тек, значи ќе имате нагол пик во заболувањето, можеби ќе трае пократко од 100 дена. Меѓутоа толку многу луѓе ќе заболат во многу краток период, што едноставно ќе го преоптерети здравствениот систем, и тоа го видовме за жал во пракса и во Италија, па до некаде и во Шпанија, Франција и некои други земји. Спротивно, апсолутно рестриктивните мерки можеби ќе го намалат бројот кој што иницијално ќе го гледаме како ќе се појави на заболени лица, меѓутоа па од друга страна ќе имаме друг проблем што нема воопшто никој да биде експониран на ова заболување и нема да имаме никакво речиси ниво на колективен имунитет, така што еднаш кога ќе мора да прекине тој карантин целосен, ќе има ситуација која што голем дел од населението ќе биде осетлив. Од тој аспект, значи, не постои универзален модел во однос на тоа како која земја ќе се справи со оваа епидемија, пред се затоа што тоа зависи од социолошките фактори во една земја, од поставеноста на здравствениот систем, сме го спомнале тоа неколку пати. Значи секоја земја треба да најде својот модел како ќе се справи со епидемијата, колку рестриктивни или дали воопшто ќе води рестриктивни мерки, меѓутоа дека е седно дали ќе имате или ќе немате некакви мерки, дека пандемијата, односно епидемијата ќе трае 100 дена, искрено не сум 100% убеден дека тоа е баш така, пред се во однос на во кој временски период ќе го видите оној најголем број на случаи. Добро, во однос на нашата стратегија, предпоставам дека предизвикот е, еве, доколку се следи досегашниот модел, досегашните предвидувања, доколку тие останат такви како што се, значи ако некаде тука сме со пикот или сме го достигнали или сме блиску, па некаде ако во мај имаме пат на ново заразени, ако некаде до почетокот на јуни заразата прекине во интензитетот, значи бројот на заразувања да се намали на некое прифатливо ниво. Што ни е нас потоа стратегијата? Бидејќи ние прво не знаеме колку вкупно имаме заразени, значи ние ги имаме само оние што се тестирани и оние што се потврдени, но вкупната бројка не ја знаеме. Не знаеме до каде сме ни со колективниот имунитет, вакцина сигурно нема да имаме во догледно време. Значи предпоставувам дека, значи се уште не се знае ни како топлото време ќе влие на вирусот, барем така читам, не знам. Што ни е тогаш на стратегијата? Еве, доколку летово го забави, можеби вирусот, што ќе правиме на септември? Дали ние, мислам не само ние, бидејќи истава стратегија е по препораки од СЗО, рече се цел свет ја применува, еве да речам ние како човештво, која ни е стратегијата, дали сега само се надеваме на топлото време ќе забави, па од септември ќе мислиме, дали сега да речеме само купуваме време на некој начин?
Во однос на тоа како ќе се движи епидемијата, и сами рековте, има доста непознаници, бидејќи се работи за вирус кој што прв пат го сретнуваме. Предпоставка е дека во летните месеци би требало да се забави, како што рековте, ширењето, ако се однесува како другите коронавируси кои што покажуваат одредена сезонност, односно и го имаат својот пик во пролетните и зимските месеци, а се смалуваат во летните. Но не би рекол дека, значи, во план е во мај, како што беше и најавено, да се направи одредена студија за серопреваленца. Тоа значи да провериме или да утврдиме колкав дел од населението било експонирано на овој вирус и развило одредени заштитни антитела. Значи, таа студија ќе се спроведе во мај, така што веќе пред јуни би требало да ги имаме резултатите од таа студија и да видиме колку од луѓето го прележале ова заболување. Па ќе кажам затоа што дел од заболените не покажуваат никакви симптоми. Точно е дека ние, како и сите други земји во светот, впрочем, ги имаме како бројка само оние случаи кои што сме ги потврдиле. И моменталната дефиниција на случај ги брои само потврдените случаи. Значи не ги броиме оние сомнителни кои што имале слични симптоми, меѓутоа не се лабораториски потврдени. Серолошката студија ќе ни покаже какав е имунитетот или колку луѓе го прележале ова заболување, кои се тие возрастни групи, и спрема тоа ќе може да се одредат и одредени јавноздравствени политики во смисла на тоа кои луѓе се евентуално позаштитени, па ќе кажам евентуално затоа што повторно се работи за нов вирус. Не знаеме дали нивото на антитела кој што ќе се утврди во кај еден човек е истовремено и заштитно. Значи тоа допрва ќе треба да го видиме во есенските и зимските месеци кои што следат. Така што спрема тоа колку од луѓето били изложени на овој вирус, ќе се направат и соодветни постапки како полека ќе се нормализира животот и кои се оние групи кои што со одредена поголема сигурност ќе може да бидат послободни и во движењето и во спроведувањето на работните активности. Секако тоа ќе значи и како ќе се попуштаат мерките во однос на социјалното дистанцирање, кога ќе се отвараат кафулињата, нели рестораните воопшто гостителството и сите оние бизниси, да речеме, што сега се комплетно затворени. Доктор Микиć, јас би сакал повторно да ве прашам за ова прашање. Некако повторно мене не ми е јасно, ќе кажам повторно не само за нашата, туку за вкупната стратегија за борба против вирусот. Дел од земјите веќе почнаа со ограничени имунолошки тестирања. Словенија деновиве почнува тестирање на 1500 испитаници. Италија веќе направи во некои ограничени региони, колку што читам Австрија, ми се чини направи. Таму се движат, у Австрија, ми се чини, нивните резултати покажаа дека 3% се експонирани на вирусот, до податоци во Италија, повторно ќе кажам, тоа е ограничено тестирање само во еден мал регион или место. Во Италија пак покажуваат дека можеби 10% од италијаните дошле во некаков контакт со вирусот, значи нашите не знаеме што ќе покажат, ќе видиме. Па еве да покажа, да речеме, и 10% кај нас дека имале некаков контакт со вирусот, тоа е се уште далеку од колективен имунитет. Мене ми е прашањето, што во следната фаза, кога ќе дојде, бидејќи кај нас вирусот се прошири буквално за еден месец, нели? Дојдевме до тоа брзо ширење кој ние се обидуваме да го забавиме. Значи, дали ние од десен повторно ќе ги повторуваме истиве мерки, или можеби се надеваме дека вирусот ќе ослаби, дека нема да биде толку вирулентен, дека нема да биде толку заразен. Малку тоа не ми е јасно. Значи, дали повторно ќе се вртиме во круг? Дали се исто ќе биде? За жал не можам да ви дадам конкретен и точен одговор на ова прашање, иако е многу добро прашање и сите нас тоа не тангира. Нормално е дека во Италија ќе очекуваме да видиме повисоко ниво на имунитет или пред се повисоко ниво на антитела кај поголем број од населението, затоа што тие се и најтешко зафатени. Тие имат и најголем број на диагностицирани случаи во Европа, нели, заедно со Шпанија и Германија, по 100.000 жители, така што тука секако дека очекуваме и поголем број да ја прележале болеста без да имаат никакви изразени симптоми. Кај нас ќе видиме какви ќе бидат резултатите, значи буквално не можам да
и да е 10%, како што рековте, не е доволно за да имаме колективен имунитет, меѓутоа сепак ќе го успори ширењето. Значи огромна е разликата помеѓу 0% колективен имунитет и 10%. Значи за вакви заболувања каде што стапката на или тој се вика така наречен репродуктивен фактор, едно лице може да заболи 3 до па и во максимален случај до 4. Овој број се движи од 2 до 4 случаи може да заболи едно инфицирано лице. Во тој случај, значи, потребно е најмалку 50% од населението да има колективен имунитет за да се забави и да се спречи понатамошното ширење. Идеално повеќе од 50, меѓутоа дури 50 ќе биде значителна бројка. Значи не е потребно сите ние да имаме прилежени 100% од популацијата за оваа болест да престане да се шири. Повторно ќе кажам, значи ќе видиме во кои возрастни групи е највисок имунитет, односно највисоко стапката на антитела кај населението, па за да може да се донесат мерки. За жал, премногу е рано да кажеме дали во септември ќе мора повторно да воведуваме одредени рестриктивни мерки или тоа нема да биде потребно. Ова за прв пат ни се случува не само нас на целиот свет, така што ќе мора да учиме во од. Да, доктор Микиć, со оглед на тоа што и како што велите и вие, не ни е познат бројот на вкупниот број на заразени со вирусот, туку ги имаме само оние кои се тестирани потврдени. Тука имаме и разни бројки кои се поврзани со смртноста од коронавирусот. Од оние 3,5% кои ги вели Светската здравствена организација до 4,5 или 5% кои се случуваат во пракса, па еве и кај нас, кога ќе пресметаме од бројот на потврдени заразени, па до некои проценти кои се пресметуваат на друг начин, како на оние заразени на крузерот Diamond Princess, каде што во една изолирана средина, значи заразата изнесува негде близко до 1%, 0,5 или 1 месечини, таму има промени. Ние, значи, не знаеме сега колку е точната смртност од оваа болест, бидејќи не знаеме едноставно колку луѓе се заразени. Значи, повторно, и да и не. Зошто и да и не? Затоа што ова е заболување за разлика, да речеме, од пандемискиот грип, кој што беше во 2009 година, значително во одредена мера светот беше поспремен. Многу брзо се развија тестови, диагностички тестови, не молекуларни што се спроведуваат и кај нас, и многу е засилен на епидемиолошки надзор, така да иако не се докажани сите случаи кои што се заразени, значи кои што се инфицирани, сепак голема бројка од случаи се потврдени лабораториски, значи преку 2 милиона во светот, се веќе потврдени случаи. 2 милиона е сериозна бројка која што веќе може да ни даде индикации во односи на смртноста, иако гледаме сосема на различни стапки во различни земји, дури во развиени земји. Во Шпанија, Италија, таа стапка е нели, во Италија над 13%, во Шпанија над 10%, во Англија исто исклучително висока стапката, за во Германија да е некаде околу 3%, и во Балканскиот регион, каде што сме и ние, најголем дел од земјите пријавуваат слична стапка од 4,5% смртност од потврдените случаи. Повторно ќе кажам, од потврдените случаи. Тука може да се дебатира многу во дали е тоа вистинската стапка или не. Меѓутоа, ако ја споредиме со грип или со другите респираторни заболувања, далеку повисоко. Значи, само за споредба минатата сезона имавме 25.000 случаи на грип кои што беа регистрирани и 30 смртни случаи асоцирани со грип. Од тие 30.000 не беа сите лабораториски потврдени, него некои беа едноставно пријавени по клиничка слика која што одговара на грип. Овдека сите случаи кои што ги имаме преку 1200 се лабораториски потврдени и сите смртни случаи се меѓу лабораториски потврдените случаи. Така што стапката на смртност допрва ќе се проценува колку е вистинската, меѓутоа од потврдените случаи што ги гледаме воопшто не е мала и не е за подценување и затоа и најголем дел од светот се реши за рестриктивни мерки токму за да ја намали оваа стапка на смртност и бројот на умрени лица кои што би можел да се случи ако не преземевме ништо. Знаете што, дел од оние кои се повторно ќе кажам критичари на оваа стратегија велат дека можеби не се правил доволно разлика дали луѓето умираат со корона или од корона. Па така, еве ќе ви цитирам еден ваш колега, доктор Џон Ли,
англиски хистопатолог од Ротердам, од Генералната болница во Ротердам, поранешен клинички професор на патологија на Хил Йорк Medical School. Он вели вака, има еден проблем, вели со смртните случаи, како се тие забележани. Вели, доколку некој умре од респираторна инфекција во Обединетото кралство, специфичната причина за таа инфекција обично не е забележана. Вика, доколку не се работи за некоја ретка болест. Поголемиот дел од респираторните смртни случаи во Обединетото кралство се забележани како бронхопнеумонија, старост или нешто слично. Вика, не ги тестираме луѓето за грип или за некоја сезонска инфекција, дали имаат при тоа. И ако има пациентот, например, рак, некоја друга озбилна болест, вика, тоа ќе биде забележано како причина на смрт, а вика, нема да биде забележана инфекцијата која тој пациент ја има, значи инфекцијата од некоја друга бактерија, како да речеме бактерија се извинам, вирус или бактерија, вирус на инфлуенца или нешто. Значи, дали тука имаме еден проблем со забележувањето на смртните случаи од корона? Значи, повторно ќе кажам, не само кај нас, ова е глобална дискусија. Да, значи, тука сте во право во однос на тоа дека постои подрепортирање, ајде така кажеме, подпријавување или се подценува бројот на смртни случаи кои се асоцирани со грип. Тоа е нели многу често, меѓутоа без разлика дали ќе го водиме, дали овој нов SARS-CoV-2 или така наречена болеста COVID-19 е директна причина за смрт или индиректна, значи директна причина за смрт е јасно доаѓа до воспаление на белите дробови и поради тоа пациентот умира, поради таа тешка клиничка слика. И при тоа го докажуваме нели присуството на вирусот како директен причина на смртта. Можно е, значи затоа велиме дека има кај грип веќе се навратам, смртни случаи асоцирани со грип. Тоа значи дека грипот може не е директна причина за смрт, меѓутоа донел до влошување на постоечката хронична здравствена состојба, па пациентот поради тоа починал. Токму затоа и се издвоени оние групи кои што се изложени на најголем ризик. Тоа се оние возрастни лица над 65 години и сите оние лица кои што имаат хронични заболувања. Па ќе кажам, без разлика како и да ја свртиме топката, значи и го дадов примерот со тоа колку имаме забележени случаи, смртни случаи со грип, секако се работи за подценување на вистинскиот број, каде што грипот бил или индиректна причина за смрт. Меѓутоа, она што тука јас лично го гледам дека во поголем дел од случаите, барем од оно што го знаеме за грип, кој што најчесто се споредува со заболување, COVID-19 е многу почесто директна причина за смрт, барем од оно што досега го гледа. Може би тоа со тек на времето ќе се смени, кога поголем дел од населението веќе ќе стекне имунитет, веќе ќе имаме, значи, колективен имунитет, па тогаш и стапката на смртност сега ќе се намали. Меѓутоа, во овој момент, кога имаме така наречено комплетно наивна популација, односно сите ние сме осетливи на вирусот, овие стапки на смртност какви да ги свртиме, значи не се за подценување, да паднат и на 1%. Од 2 милиона, 1% е сериозна бројка. Замислете како би било кога би биле овие 10 милиона, 20 или 200 милиона случаи. Да, доктор Микиć, да, сепак се работи за нов вирус со кој прв пат доаѓаме во контакт. Ви благодарам за вклучување во нашата отворена програма. Ви благодарам за поканата, се со цел да донесеме повеќе информации за населението. Да, ние сега одиме со еден краток блок на реклами, останете со нас, брзо се враќаме во студиото, следува професорката Мирјана Најчевска.